Почитувани, веројатно на некој му беше полесно и поедноставно да гради, отколку да одржува нешто што скопјани многу одамна го имаат платено со своите средства. На ова место ќе го вратиме животот во Скопје, животот во Скопје за сите. Ова, почитувани, се зборовите на Петре Шилегов, изјава за медиуми, кандидат за градоначалник на град Скопје, 2.10.2017, Петре Шилегов, пресконференција подржана со видеоизјава токму на езерото Треска кај Скопје. Почитувани, ова е еден дел еден од купопродажните договори, сите со иста содржина, односно договори за оттуѓување на градежно земјиште со електронско јавно надавање, склучен на ден 30. мај 2019 година. Во него јасно стои дека надавањето е направено на 6 декември 2018 година. Значи само 14 месеци по ветувањата на Шилегов и на СДСМ за Скопје дека ќе го вратат животот на езерото Треска со нови содржини, дека ќе се врати забавата таму, ќе се отвараат спортски академии, спортски школи и што се не, токму на езерото Треска. Огласот за јавното надавање бил објавен на 15.11.2018 година во 3 дневни весници. Тоа Шилегов и неговата администрација не го виделе. Продажбата не е спречена од страна на градската администрација, понатаму, ниту Шилегов, ниту некој од неговата администрација не интервенирал во цената на градежното земјиште. Ова, почитувани, е член 3 од договорот. Купувачот дал најдобра понуда на наддавањето, одржано на 20 декември 2018 година. Понудено е 71 денар за метар квадратен за парцела од 875 квадрати за 62.125 денари, односно за 1,01 евро по метар квадратен. Значи, овој договор, морам да подсетам, е еден од повеќето. Овој договор е за 875 квадрати, од вкупно 85.310 квадрати и сите договори се со иста цена, иста содржина, купени од еден понудувач. Според ценовникот, единствениот ценовник, регистар на ценовници при катастарот, за КП Глумово, катастарска парцела Глумово, каде што се наоѓа СРЦ Треска, ваквата површина се продава за најмалку 10 евра по 1 метар. И тука се поставуваат следните прашања. Како тоа само една година по ветувањата на Шилегов дадени од езерцето Треска, тој не гледа дека тука се продаваат парцели. Второ, како тоа цената е толку екстремно ниска, се продаваат по 1 евро за метар квадратен, на место каде што просечната цена е 10 евра за метар квадратен. Трето, како тоа за ниедна од толку парцели на кои што се поделени по 800 до 1000 квадрати, овие 85.000 квадратни метри, не бил заинтересиран за купување никој друг или никој не дал повеќе од овие 1,01 евро, за да може да земе парцела за градење. И како сето тоа му минува пред очи на Шилегов, оној што се колнеше во враќањето на СРЦ Треска и езерцето Треска во живот, враќањето на животот во Скопје, таму, на езерцето Треска, за сите, за оние кои што немаат за одмор, таму да оделе да се разладат на езерцето, да било исто како да се на одмор во Скопје. Разликата во цената, постигнатата и онаа што е реалната, е цели 750.000 евра, а Шилегов тоа не го има видено. Почитувани, јасна е бизнис логиката за оваа сделка, јасни се лагите на Шилегов, јасни се лагите на СДСМ за Скопје и за спортско-рекреативниот центар Треска. Јасно е дека и сега ќе настапуваат со исти лаги. Ќе ве подсетам на зборовите на Шилегов, веројатно на некој му беше полесно и поедноставно да гради, отколку да одржува нешто што скопјани многу одамна го имаат платено со своји средства. Сега на ова може да се додаде и полесно е и да се продава речиси без пари. Нема поголеми лаги од оние на СДСМ за Македонија,
нема поголеми лаги од оние на Шилегов за Скопје. Ви благодарам.